јас сум човек кој што длабоко верува во хуманоста, длабоко верува во човечноста и сум од друга страна како градоначалник горд што ете институциите со кои што ние раководиме како град Скопје во услови на пандемија, во услови на редовно работење во смисол на немање на настава, онлайн настава на учениците, сепак успеавме да организираме да повеќе од 200 средношколци во текот на изминатата година ја дадат својата крв, со што верувам дека се спасени барем толку животи, иако велат кога ќе спасиш еден живот, кога си го спасил целиот свет. Особено сум горд на свеста и на совеста на нашите најмлади сограѓани, на нашите средношколци, кои што ете во вакви услови, во услови кога се околу нас нема некаква нормала или има некаква си нова нормала која што е неприфатлива, без некој личен бенефит, покажаа всушност и докажуваат дека Скопје, дека скопјани е град на солидарноста, а скопјани се граѓани на солидарноста кои што знаат да препознаат, овие деца знаеа да препознаат колку е неопходна нивната помош, колку е неопходно колку се неопходни тие капки крв кои што спасуваат живот. Благодарност на Црвениот крст на Република Северна Македонија, Црвениот крст на град Скопје, Институтот за трансфузиона медицина, благодарност до вас, директорите на средните училишта, најголема благодарност до средношколците што имавме една ваква успешна година, а јас верувам дека како полека ќе се нормализира состојбата, така оваа веќе традиционална соработка помеѓу нас како институции, градот Црвениот крст, институтот, ќе се продлабочи со уште повеќе крводарители. Овие деца навлегува во една нова фаза на нивниот живот, кај што верувам дека лично секој од нив многу добро се чувствува, тоа е фазата да станеш крводарител. Благодарност уште еднаш.